Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Захарија, светите маченици Јувентин и Максимин и светите 70 маченици. Светиот пророк Захарија, татко е на светиот Јован Претеча, син на Варахи од родот на Ави од племето Ароново. Бил началник на свештениците од родот Авиев, кој ја држал 8-та ждрепка на служење во Ерусалимскиот храм. Жена му била Елисавета, ќерка на Совија, сестра на светата Ана, мајката на Пресвета Богородица. Во времето на царот Ирод, чедоубиецот, еден ден служел Захарија според својата ждрепка во храмот Ерусалимски. И му се јавил во олтарот ангел Божи, од кого Захарија го опфатило страв. А ангелот му рекол: не бој се, Захарија. И ангелот му објавил на Захарија дека жена му Елисавета ќе роди син, според нивните молитви. А беа двајцата стари и Захарија и Елисавета. Кога Захарија се посомневал во зборовите на небесниот весник, ангелот му рекол: јас сум Гаврил кој стои пред Бога. И онемел Захарија од тој час и не прозборел, се додека не му се родил синот и додека тој не напишал на штичка: Јован му е името. Тогаш му се одврзале устата и јазикот негови и тој го величал Бога. Подоцна, кога се родил Господ Исус и кога Ирод почнал да ги убива децата во Витлеем, Ирод испратил луѓе да го најдат и синот на Захарија и да го убијат, затоа што Ирод чул за се што се случувало со Захарија и како се родил Јован. Видувајќи ги војниците, Елисавета го зела Јована в раце и побегнала со него од куќата. И бегала по камнити и пусти места. А кога ги видела војниците кај што ја гонат, таа и повикала на гората: Горо Божја, прими ја мајката со детето. И се отворила карпа и ги скрила во себе мајката и детето. Ирод, разлутен зашто Јован не бил убиен, наредил да го убиле Захарија пред олтарот. Крвта Захариева се пролила во мермерот и се стврднала како камен. Така останала како сведоштво на злосторот Иродов. А таму каде што се скрила Елисавета со Јован, се отворила пештера, протекла вода и родна палма израснала со Божја сила. 40 дена по смртта на Захарија се упокоила и блажената Елисавета. И останал младенецот Јован во пустината, хранет од ангел и чуван од Божјата промисла до оној ден кога требало да се јави на реката Јордан. Светите маченици Јувенти и Максимин. Житието на овие двајца свети мажи малку се знае, но нивното страдање за Христа е познато од една беседа на светиот Јован Златоуст во нивна пофалба. Тие биле војници во времето на царот Јулијан Отстапник. На една војничка гозба тие во разговорот со другите го осудиле царот поради гонењето на христијаните. Тоа некој му го пренел на царот и царот ги фрлил во темнина. Некои луѓе на царот ги посетиле со намера да ги одвратат од вистинската вера, зборувајќи им како многу нивни другари се одрекле од Христа. На тоа тие машки одговориле: токму затоа ние мораме да стоиме храбро и да се принесеме себе си на жртва поради нивното отстапништво. Во ноќната темнина биле погубени со меч, но нивните мошти беа пронајдени и се пројавиле чудотворни. Светите 70 маченици. Начело со Урван, Теодор и Медимно, овие биле избрани од царските христијани во времето на Валентиновото гонење на православието.
како најчесни и најугледни граѓани на престолнината да одат во Никомидија и да го молат царот, еретик Ариевец, барем животите да им ги поштеди на православните христијани. Царот се разлутил и им рекол да се вратат, а тајно им наредил на лагјарите, кога ќе биде среде морето да ја запалат лагјата, а тие во чамец да се спасат и да се вратат. Така и направиле лошите слуги на полошиот господар. Телата на овие 70 мина били изгорени и во морето потопени, но душите нивни испливале во пристаништето на вечното блаженство.